вечер, вие сте со уште едно ново издание на Политиканти. Јас сум Боријан Јовановски и со мене... Јас сум Сашо Јовановски, Боријан, да. не можеме да се сретнеме никако у студио. Никаде, да. Јас сум под Македонија, ти си во Македонија, тоа е. Сега, прво да ти раскажам денот денеска во Македонија. Од вчера вечер наваму, ни 24 сата. Значи, осомничена за корупција председателката на Државната изборна комисија, таткото на министерот за внатрешни работи кривично осудуван, Инфомакс објавија пресудата, да, и не знам, ќе видиме, ама така личи дека е точна. Трето, имаш пукање пред полициска станица, во дворот на полициска станица Питпазар, и еден е мртов веќе, што е доста... И еден загина. Да, во пукањето, сега да кажам сериозно пукање. Ти си, Сашо, во Црна Гора, јас само вака, гледајќи наслови, знам дека во Црна Гора има многу актуелна дебатата околу инвестициите од Обединетите Арапски Емирати, држава со која, инаку, не знам да знаеш, имаме веќе безвизен режим, значи кога ќе доеш во Скопје имаш слободно одма да продолжиш без никаков проблем. Не визи, чекање и тоа, идеш туда, да. И тоа, туку сакам да те прашам, да ни пренесеш што тоа е во Црна Гора, што ги возбудува црногорската јавност во врска со тој некој договор кој владата на Спајич го има постигнато со Обединетите Арапски Емирати, бидејќи некако ми се чини дека тие исти соговорници ги имаш и премиерот Мицковски, па да се припремиме што ќе биде кај нас, ако така. Боријан, тоа е истата Вучичева школа, мислам, тоа се истите линии на влечење пари, на проекти, на ветувања, тоа што ќе биде нели Белград на води и така натаму, тоа се милиарди кои што се разбира во српската јавност, не се знае ни, нели, ајде да не збориме за српската јавност. Истите линии што ги влечат се кон Црна Гора, истите линии, пошто тоа е во иста тиква се дува, значи Мицковски е нели реплика на Вучич, по многу помал формат се разбира и ми се чини не толку успешен, па можеби и не толку зол колку што е Вучич, меѓутоа тоа е истината. Во Црна Гора никој точно не знае што е аранжманот, нема ни да дознае, нема да биде кажано на јавноста сите детали. Како што ни во Србија не се знае што е аранжманот и така натаму. Ните овие нашиве, ти кажеш како е тоа едно муљавење уште од самиот почеток со одењето. Вчера најавија дека за денеска ќе имала голема вест. Што била големата вест? Визите се укинати со Дубај. До сега инаку валда визиве ги испречуваат тие што има работа у Дубај, да идат у Дубај. Сега веќе нема ни визи. Има народ да тркне за Дубај, преполни авиони да има и така. Тоа е големата вест. Меѓутоа ние не знаеме кои се деталите и не се сигурни дека воопшто ги дознаеме деталите за тие пари. Тоа се тие пари што ги влечат, тоа се тие истите афери, истите проекти. Тоа е, знаеш како, тоа е еден градежен бизнис, една експанзија во која што арапите влегуваат низ Балканот, бидејќи наидоа на меко сирење и сега тоа низ тоа сирење се робари. Долговите ќе бидат за враќање на целата нација, што ќе биде приходот, ќе видиме која ќе завршат сите овие процеси и кога можда за некој од овие ќе се случува истото како што со Државна комисија за борба против корупција со председателката. Така ќе биде на крајот изгледа работата. Добро, тоа они нешто треба да се гради, ако добро разбрав, по приморието, по брегот на Улцинска плажа. Јас сум во овој момент практично од оваа хотелска соба гледам на Свети Стефан, се шегувам бидејќи Свети Стефан островот се оваа публика која што слуша, некои памтат од постарите што беше Свети Стефан во времето на Југославија, еден ексклузивен остров кај Петровац на море и така натаму. Тоа неодамна го купи Џоковиќ, бидејќи Џоковиќ има доволно пари и да го купи островот и така. Па јас се шегувам да видам со нога дали можда евентуално не се премислил, па ако продава да се договараме за цена. Добар ти е план. Црна Гора има таква прекрасна обала, иако не е долга, се разбира колку што е Хрватската и така што овдека има место за сите милиардери кои што сакаат да купат парче земји да прават што сакаат, добиваат веднаш и
државјанства, визии, златни, што треба и така натаму. И тоа е тоа. Ние во Македонија гледам дека ќе им ги нудиме. И се чини дека на субрата рој се тоа проектите што 1, 2, 3 што им ги понудија и така. Ќе распродадеме нешто околу Охридско езеро, нешто ќе направиме околу Скопје на вода, околу Вардар. Спијако Вардар во споредба со Скопје 2030. Сава е ко поточе се разбира. Да. Така што днес секира ќе биде тоа една голема индустрија за перење на пари и види, светот за жал веќе така и функционира и немаш веќе доволно притисок врз овој тип на влади како што е македонската да се каже што е и како е, бидејќи мислам од ова што го гледам претпоставам дека буџетот им е прилично празен и дека сега ќе треба да се полнат со нови пари, но од друга страна Боријан не подценувај, ова е борба за наративи. И тој наратив, како што гледаш во Србија, без разлика што на Вучич му е страшно паднат рейтингот, што е можеби најнизок од која дојде на власт, он се уште се одржува. Не знам вчера дали когаш и ние ова го снимаме во петок, доцна попладне ќе се емитува вечерва, па затоа што инаку не можеме да се погодиме со тајмизвите заради одредени работни. Не го гледав, ама чув одиеци и реагувања, ако се сеќаваш на една рубрика во политика во времето. Издржав 40 минути да го гледам. Денеска видов една феноменална карикатура. Нормално србите за тоа ги бива. Еден му вика на друг, вика Вучич јуче опет причао сат времено на интервју на телевизија. Овој други го праша и шта е рекал? Овој вика ето ние хтео да каже. Само тоа не. Види, то треба да се одгледа. Стварно треба да се одгледа, таму нема ништо ново, се разбира, меѓутоа да видиш која е таа вештина на заглибување на одвратност за секој не размислува како него, со една омраза завиткана во милион обланди, една ужасна. Тоа е веќе, знаеш како во Србија функционираат два света кои веќе не може да се спојат. И сега е прашање како тоа ќе заврши. Јас мислам дека овој малку се чувствува соколен, мислам на Вучич, нели? Дека после се што му се случи и така натаму мисли дека сега има предност. Меѓутоа тоа е приказна која нема да има завршница добра за српската држава, за српската нација, бидејќи имаш луѓе кои што сакаат по 50 години да останат на власт. Овој Вучич нешто е формално веќе кој знае колку на власт, туку е во власт е веќе 3-4 децении. И колку повеќе, толку помалку е просторот да отстапи од власта, толку поиќе има потреба да ја задржи. А наративите се истите, популистички и загрозена е нацијата, државата од надвор, од натре, од предавници, од непријатели. Шарени револуции, тоа ни е познато. Инаку не знам дали забележа и кај нас ги има тие циклични се, нели, тие наративи на македонштината, те бугарите, те грците, те овие, те оние нешто, се нешто националните интереси, така, Мицковски го гледам во неколку настапи околу тоа, гледам и грците реагираат доста жестоко на негов твитот од вчера, поради тоа што не употребува Северна Македонија на твитот има и текст. И јас во една емисија и ти спомнав дека тие наши релации со билатерални се на еден биолошки минимум, што го би се рекло. Да, ама симптоматично е затоа што секогаш кога се тие наративи во оптек, тоа значи дека нешто фали и дека нешто треба да се покрие. И ми се чини дека случувањата околу оној трагичен настан во Кочани, ова кочење во интегративниот процес кој Мицковски нема намера да го одблокира, дека треба сега да се компензира со овој тип на наративи кои за жал функционираат, одвлекувајќи го вниманието на јавноста од она што е квалитет на живот конечно, она што е Боријан, Мицковски кога комуницира со јавноста, тој комуницира само и исклучиво со своите поддржувачи. Значи, него не го интересираат реакциите во Атина, во Бугарија, во Брисел, ни во Вашингтон не го интересира. Тоа неславно заврши целата таа политика дека нас само што не сме во периметарот на како беше не бил првиот ред сме. Тоа ништо него не го интересира. Него го интересира да ги држи
доволен број на гласачи, тие веројатно за следните избори веќе локални ќе бидат поопаднати од цифрите, кои инаку не беа спектакуларни на прошлите избори. Меѓутоа, тој тип на политичари ги интересира само победа на следните избори. Заради тоа се кажуваат работи кои што тие се инаку мерени работи, тие се работи кои што ги испитуваат и така натаму, кои што не се ни трудат да направат гест на добра волја, да испратат добра порака. Гледаш дека апсолутно се затворени во Македонија, никој ниту ги вика негде, ниту одат, ниту им доаѓа. Се сведува на два-три контакти што ги имаат, ги молеат црногорците да направат некаква размена дипломатска, се ова ти кажувам од денешниве разговори што ги имам. Орој Сијарто од Унгарија и тоа е отприлike тоа. За 10 месеци колку што се на власт, мислам дека 2-3 контакти имаат, освен ова ако нели ова цела делегација 100 луѓе у Обединетите арапски емирати и шетање по ходници у Вашингтон во неколку наврати. Меѓутоа ништо битно не прават. Никој важен не ги слуша. Изјавите од ова што нас би требало да ни се стратегиски цели како што е Брисел и така натаму, тие веќе ни подрасно не третираат за сериозно. Во Црна Гора, во Подгорица ми се лажат, ми се жалат многу луѓе за тоа дека тешко им оди приказната и така натаму. Меѓутоа они имаат наратив. На нив им е јасно дека они сите веруваат, види, ако влеземе во Европска унија, тоа ќе биде затоа што Европска унија ќе реши да влеземе, не затоа што сме ние спектакуларно подготвени или многу подобри и така натаму. Ние дури ни тоа го немаме како наратив. Така што да ти кажам, затворени сме во тој ќорсо какво го се вртиме и ќе се вртиме се повеќе, на тоа ќе следуваат се повеќе борби против корупција, се повеќе апсења, се повеќе овие приказки дека ние само што не е големата вест стигната, само што не. Тоа ќе се трошат државните пари, државите секогаш имаат доволно пари за трошење, ќе се како да кажем, ќе се водат се повеќе луѓе кои што размислуваат со своја глава, или ќе се замолчуваат, или ќе ја напуштаат земјата. Види, ако смеам да направам една забелешка, бидејќи и следам и од овдека што се случуваше последните 2-3 дена. И јас и ти со Стефче Јакимовски од Карпуш имаме, се разбира, суштински политички разлики во некои од ставовите, и тоа не е ништо. Меѓутоа, знаеш како, ова што се случува со неговото судење, без разлика што сега таму детали и така натаму процес кој трае со години, тоа е порака за сите други кои се непослушни. Ова што се случува со, види, нашите колеги од Инфомакс, и ова што тој притисок они почнуваат да го трпат, е порака за сите други. Не има други кои што нешто не знам што многу спектакуларно кажуваат, меѓутоа да не се сети некој да не му текне, да почне слободно да ползува информации и да ги шири во јавноста. Така што тоа се старите методи, тие се уште не се насилни, но се онака заморна е целата атмосфера. Веќе да човек да му дојде до тука и да каже ајде правите што сакате. Добро, веќе видено. Време е, Сашо, да ми сили да го најавиме гостинот наш. Така е. Да. Вечерва гостин на политиканти е Петар Тодоров, историчар, поранешен член на комисијата за историски образовни прашања со за надминување на спорот со Бугарија, историчар кој е афирмиран вака и меѓународно и регионално, работи на повеќе проекти, така што тоа што не е во таа комисија нешто значително не му има наштетено околу професијата, но тоа е тоа. Петар Богоевски, добре дојде во политиканти. Тодоров си синува. Петар Тодоров, да. Петар, добредошол во политиканти од мене. Баш ми е драго што те гледам, бидејќи не сме се виделе одамна. И може би Борја не треба и уште една реченица се каже дека Петар е представник на една млада, помлада од нас, се разбира, генерација на луѓе кои што имаат општествен ангажман, а кои што можда ќе бидат во центарот на напорот од Македонија нешто да стане во подобра смисла, бидејќи ја мислам дека ние нашето го завршивме во некоја грандиозна, да кажем. Петар Тодоров. Нема грандиозни очекувања од нас. Петар Тодоров е млад човек, роден 1980 година. Го памтам ти тоа. Да. Точно тука си го фатил. Погребот паре. Да, плачев кога умре Тито, плачев, сигурно. За почеток, вака
приватно, ближ тебе, имаш и ќерка. Да, 6 сите месеци. нешто имам. Жива е здрава да е. Фала. Тука некако ја проектираш својата иднина. Барем за сега, ај не си ни толку млад за да можеш на Не сум. друго место некое да се Не сум. да се видиш, тоа не е едноставно, сме го разговарале тоа со Сашо. Како ја гледаш ти перспективата во Македонија? За себе како Да, јасно. нели како татко, сопруг и професионалец, историчар, работиш во Институтот за национална историја. Најпрви благодарам на поканата во доста интересно студио, како ќе видам вас, емисијата и кореографијата како видам. И убави збори, вака, ја тебе војводо, ти мене Сердаре да си направим. Каква е перспективата? Ние историчарите нели со мртви луѓе работиме. Нас не интересира што се случувало во минатото, ама пак го работиме тоа за да некако разбереме сегашноста, да помогне човек на самото општество, на државата во која нели да работиш, живееш, за да се изгради што подобро општество. Барем јас така ја разбирам улогата на еден историчар. Генерално гледаме дека светот е тргна да се сврти на опачки. Тоа што ќе се случува на глобално ниво не може нас да не заобиколи. И тие трендови се, за мене лично, не се баш пријатни трендови. Гледаме дека во пораст е тој авторитаризам. На цена се лидери кои продаваат сила, моќ, цврстина. Магла во главном. Да, но во суштина нема тоа никаков ефект за благосостојба и да кажем и за еден квалитетен живот на граѓаните. Во однос ова професионално кај нас, мислам дека многу се нема сменето изминативе, не 30 години, па ја мислам дури да се врати човек и во времето на социјализмот, барем како историчар читајќи што се случувало. Нема средства на пример за истражување. Знаете, ние немаме наука, буџетот за наука во Македонија е смешен, не вреди ни да го спомне човек. И за волја на вистината тоа сега случај сега, тоа е со години. Ние секогаш историчарите и луѓето кои сакале нешто повеќе да направат, се наоѓале алтернативни начини и извори на средства, дали преку мрежување со Меѓународни фондови, програми, институти, да. програми, невладини организации. Многу било тешко да се добие. А многу не интересира историјата. Да, многу не интересира историјата и оној некогаш, но видите, исто така за вистина државата знаела некогаш и да даде пари за историјата, но за жал секогаш тоа било за некакви да се инструментализира за некакви си потреби. Да, за политички потреби, за легитимирање на одредена политика, за легитимирање на одреден режим и за што и да е. И ние влегуваме од циклуси од времето на социјализмот и постсоцијализмот во демократијава. Имаме такви примери каде што историјата, и не само историјата, било кој аспект од општеството се инструментализира, се злоупотребува за корисна една мала група на луѓе кои се на власт. Никако историјата да стане наука, што кажеш. Генерално денеска во историјата има две тежишта. Едното е она што се држи до националниот роман, до национал романтизмот, до митовите, до политичката митологија. И ова друга тенденција школа која се обидува да биде што покритична, што самокритична, дури особено на пример во некои општества кои поминале низ многу тешки и темни периоди од своето минато, со колониализам, расизам, нацизам, фашизам, каде што таму се обидат што покритични да бидат во однос на тоа за да се деконструираат тие политики. И тие две школи, тие два пристапа се секогаш во судени. И тоа го има и кај нас. И кај нас имат историчари кои гледаат така на историјата и историчари кои веруваат во тоа дека историјата има улогата да ја брани нацијата. Но, да. И тоа не е нешто мора да бидеме искрени, не е тоа нешто што ние сме посебни или не знам, кај нас се случува, кај нас е нешто балкански тренд еден. Тоа е тренд и го има и во други во Русија, гледате што се случува, го има и во европски држави, не треба дали биле европски држави, држави на Европска унија или не биле држави на Европска унија на Балканот, тоа постои. Да. Нешто ми интересира,
професорот Драги, он кој ја водеше комисијата, он го зборува, го чита ова Османлискиот османлиското писмо. Ние имаме 5 века наша историја во архивот во Истанбул. Да. Таму се записи како било, што било, кој што правел. Мислам, горе-доле документацијата е таму. Дали после Драги веќе влегува во некои години, дали некој друг, дали се инвестира, дали некој да научи, бидејќи тоа ќе треба, некој ќе треба, стално ќе ни треба да погледнеме во тие, во нас самите во историјата, а документи само таму имаме околу тоа. Така е. Да, пред Драги постоеше Александар Стојановски, сериозен османист, кој страшно добро го познавал. Јас никош не сум имал прилика да го запознам, страшно добро го познавал османлискиот јазик. И тој бил вработен во Институтот за национална историја. Прво, денеска има нова генерација млади кој е резултат на една политика на владата да испрати млади студенти, млади луѓе на дошколување или ајде да кажеме на изучување на турскиот, арапски, персиски кои се неопходни за да може да се познава османлискиот јазик и да се читаат османлиските документи. И ти многу од нив отидоа кој во Софија, кој во Сараево, некои во Истанбул. Да, ориенталистика има во Сараево. И денеска имаме двајца наши помлади колеги кои едниот штото го докторираше, другиот е во фаза на бранење на својот докторат и кои читаат и кои познаваат османлискиот јазик многу солидно и може да се сметат за новата генерација на османлисти. Ние со турците имаме тие 5 века нели што ги спомнуваме. Имаме споделена и имаме заедничка историја. Да, споделена или заедничка историја? Тоа е добро прашање. Да, добро прашање. Само уште една работа да кажам, ова секако да одлично прашање. Има една работа со османлискиот јазик и треба човек многу време и многу енергија да потроши за да може да научи арабица, за да може да научи турски јазик, за да може да научиш персиска, арапска граматика, значи не е тоа едноставен проект. И тоа е стварно предизвик за луѓе кои стварно сакаат авантура и да влезат во тоа да го изучуваат. Сега не значи дека останатите мои колеги не сакаат авантура или се мрзливи, но бидејќи и другите периоди, другите времења историски периоди си носат своји некакви си тежини. Например, вие да земете да истражувате историја социјалистичка Македонија, ако влезете во архивите, ќе најдете илјадници страници кои треба да се прочитаат, за да може да разберете што навистина се случувало или да дадете свое толкување. Да дадете свое толкување за тоа минато. А во однос на оваа заедничка и споделена историја, тоа беше нели тема и додека јас бев член на комисијата, се зависи од тоа кој како го толкува. Но она што е важно да се каже е дека она што е современа наука, која ги толкува тие процеси на испреплетеност, на споделени или заеднички херои или антихерои, на живење во едно општество, во една држава како Османлиската империја. Они не го гледат како низ национална призма на една национална историја, туку на процеси преку на историја во кој постоеле меѓусебна интеракција на луѓето, на добра, на едноставно на време кога нема национални идеологии. Ме разбирате, Османлиската империја, дури по крајот на 19 век се појавуваат. И кога после со создавањето на националните држави тие почнуваат да присвојуваат одредени личности од тоа заедничко минато или споделено минато. И затоа го видиме споделено минато, значи дека ја споделувам со друга нација одредена историска личност или историски процес, движење, како и да го наречем. Добро, Петар, мислам јас намерно се обидам да провоцирам, бидејќи изгубивме години околу тоа дали сме имали споделена или заедничка историја, а прито ископавме уште малку во дупката на воровот кој што не разделува. Колку се историчарите всушност дел од целата таа манипулација што се прави, не те прашам само тебе, туку оценка за историчарите јасно. И тука и во Бугарија за тоа инсистирање на мали разлики кои што ќе направат многу далечени едни од други со бугарите. Народ со кој ние имаме навистина толку многу сличности што наместо да ги прославуваме сличностите, гледаме да најдеме запирки и три точки секогаш кога можеме за да докажеме дека во тоа
мене ако ме прашаш, играат улога и бугарските историчари, но од наша страна, колку е историјата виновна и читањето, ајде да кажем, интерпретацијата на историјата за ова што ни се случува денеска со Бугарија? Да, најлесно е да се покаже прстот кон другиот и да кажеш дека тој е виновен, тоа е најлесно, што но зрели општества обично прво гледаат во себе си, се погледнуваат, па после гледаат каде и на друго место проблемот. Се разбира, тоа не значи дека треба да се амнестира целосно она што е бугарска политичка елита, па интелектуална елита и нивниот пристап неразбирлив за пристап. Патерналистички, да кажеме, многу лош по мене, лош пристап и контрапродуктивен на тоа што они го декларираат како цел. И застарен, тоа веќе не е метода во јасно, но знаете, кај историчарите има луѓе што се обидуваат да ги разберат тие сличности, тие споделености, тие моменти на некои си наши национални херои денеска, кои ги имаат можеби со национални истории на други држави. И тоа кај нас не е само случајот со Бугарија, ние имаме такви работи со другите соседи и буквално денеска по мој мислење ние не можеме да го разбереме создавањето на или формувањето на идејата за македонска нација. Не можеме да ја разбереме без да се земе во предвид влијанието на самата бугарска национална идеја, на грчката национална идеја, на српската политика кон Македонија. Значи, дури и односите кои ги имаме со албанците или со Албанија. Значи, невозможно е и има многу добри интересни по мене добри студии напишани за таа споделеност и за тоа влијание. Но од друга страна има историчари наши студии од наши историчари? Не, од наши, баш од соседните држави историчари, квалитетни историчари. Ајде да не потребувам имиња, нема да ќе треба сите да ги редиме поред. Но тие што се занимаваат со темата многу добро знаат кои се тие историчари. Но има ова Јако Вучич, ние хтео да како беше само тоа ние да се пошегува на моја сметка. Но има историчари кои сакаат да градат зидови на пример, тоа знаете да го игнорира, тоа е селективно, на пример ова да го игнорира само да го земе тоа. И тоа е резултат на пристапот на таа школа на тие историчари. Ова те прашувам. И сега и се знаете работата е како да тие моменти од минатото вие да ги претворите од места на судир символичен во места на едно символично помирување, на едноставно да не тоа биде предмет или фактор за политичка кавга. Од твојата пракса вака од тоа што имаш работено во тој диалог кој го имавте со вашите бугарски колеги. Мене стварно не ми е, например, Гоце Делчев се декларирал како бугарин. Тоа го знае. Има едно писмо каде што вели да. Ние българите, да. Да, тоа. Бе, и немал како поинаку, немало македонски институции. Таа била државата, веројатно да. Од друга страна, факт е дека Гоце Делчев е творец на таа идеја за автономија македонска. И тука, по моја логика, ја не гледам никаков проблем тут бугарите да бидат да речат да, по-добро, дека има некаков значење за нивната историја во делот на градењето на тој нивни национален наратив, и од друга страна да го признаат фактот дека да, исто така е значаен за нас бидејќи е зародиш на некоја национална идеја за формирање на македонска држава. Да. Зашто тоа не може да се... Да бидам искрен, ја не се занимавам, например, конкретно не го проучувам таа тема Гоце Делчев, револуционерното движење, но можам да пренесам она што историчарите работат на темава и например во Бугарија се тврди, речиси со консензус за неговиот бугарски идентитет. Кај нас исто така, од другата страна се тврди за тој македонски идентитет, кој ќе ги видите неговите и двете страни се исклучени. И кој ќе ги видите неговите документи, исто може да видите каде што он го има тоа едно писмо што да правиме кога ние българите го кажува на Малешевски писмо пиша, но во тие истите писма кои ги пише он до Малешевски до други, видите пишува тој македонски народ знае да користи или македонците. Сега почнува да толкува, дали мислел почнува толкувања кај нас дека тоа се
во смисла како што ние велиме денес во македонци, македонски народ, ке бугарите вика не, тоа е географски поим, дека нема никаква врска со и тука почнува да се расправаат чиве. Но искрено и таа дебата, таа караница преминува на политичко ниво, па политичарите почнуваат да судат за историјата и тука влегуваме во замката и во глупоста. Што политиката почнува да одредува вака било, така било, што во суштина не е незина работа. Ние не ги гласаме политичариве за да ми кажуваат мене историја, да ми раскажуваат историјата. Претпоставам политичарите дали на локално и на централно ниво ги гласаме поради некои други кога се бара, причини. кога го зборуваат тоа како да биде во учебниците, кога велат Бугарија ни кажува како да се напише. Дали ние може да речеме да, во некаков договор има една работа. Да, Гоце Делчев е значаен за македонско составање на и креатор на идејата за македонска. Дефинитивно е значаен, да. И они да си пишат таму како што сакаат и тоа си. Да, дефинитивно. Што е таму играта околу тоа? Ние кога разговараме, ние кога бев член на комисијата, ние Гоце Делчев имавме неколку дискусии, но темата беше секогаш за заедничко чествување, одбележување на Гоце Делчев. И од наша страна беше пристапот дека тоа треба да ги одрази тие перцепции, представи кои постојат за Гоце Делчев во двете држави. Едноставно да научиме дека во другата држава постојат други представи за една личност и на тој начин некако да се релаксира, да. Но не беше целта да се утврдува некаква си историска вистина, бидејќи тоа е невозможно, ниту пак ја не верувам во историски вистини, ниту имам ниту пак да го да пробудиме ниту него пак да може каже. ниту пак може да се одберат 7 луѓе да кажат на сите останати дали колеги биле или државјани на оваа држава, граѓани на оваа држава, од утре овака, тоа никогаш не бил наш пристап. И затоа има тие, но во продолжение на за Гоце Делчев, но никогаш не беше предмет на дискусија за учебниците. Ние никогаш не сме стигнале да разговараме темата учебници подалеку од она што е среден век. Значи, и при тоа кога сме разговарале за тоа, пристапот беше да како да ги ослободиме учебниците од таа политичка митологија која поттикнува омраза, која поттикнува поделби, која може да испрати порака кај младите, која ниту има врска со науката, ниту пак има врска со како на пример со некакви си верувања во некакви си современо, толерантно, демократско, модерно општество. Како на пример? Па на пример еве во нашите учебници, ќе тргнам од нашите учебници, постоеше една квалификација за тие прабугари кои се пред да се населат на Балканот. Тоа прабугарите се турско-татарско-монголско племе кој се занимава со грабеж. Има многу елементи на расизам во таа класификација. Таа е стара уште од 19-тиот век. Доста се користи во време на Србија, таа е преземена и од време на Југославија. Ние сме само престикале и засилена е во времето на судирот кој го има Југославија, социјалистичка Македонија со Народна република Бугарија, во врска со минатот и во врска со прашањето на македонското малцинство во Бугарија. И тука прво то турско-татарско, мислам, нема врска со самото наука и истражувањето за средниот век и за тие народи, а второ од каде тој наратив ја го паметам од дете бугари, татари, добро, Југославија беше како се велеше Југославија обкружена бригама. И тука бригама се уствари првите букви од сите соседни држави. И тоа не е само Југославија карактеристично тоа да живее во параноја и на затвореност и страф од дека секоја држава, дали Варшавски пак, дали НАТО, дали Енвер Хоџа ќе нападне, ќе уништи Југославија. Таквата параноја и затвореност и страф од соседите или страф од варварите постои во другите држави, во Грција, славо варварите, комунистичките варвари ќе дојдат. Значи тоа е едно наследство од 19-тиот век кој зажалва од 20-тиот век до крајот, па и уште може да го видиме во некои држави. Сигурно носи. И сега таквите квалификации треба да се исправат, не само затоа што се навредливи, расистички, и немаат врска со науката и научните достигнувања во врска со историјата на тие пранароди, туку и поради тоа треба да се тргне, но другата страна, например, во бугарските учебници приметувавме многу елементи каде што и кажувавме, например, имате отсуство тотално на спомнување на дека постојат македонци. Како да Бугарија на запад гранични со вакуум некоја земја, каде што никој не живее, знаете. Уствари, знаеме што пишува во учебници да се проектира бугарскиот народ, бугарската територија. Во нив има значи еден страшен
по мене еден иредентизам политички. Тоа е од живковизмот наследена Тоа линија. е и претходно го имало, живковизмот му го оформува, го засилува, а со паѓањето на Тодор Живков и доаѓањето на демократијата во Бугарија добива еден антикомунистички слој. На антикомунистичките наративи се прилепуваат на ова, па почнуваме да слушаме како комунистите не знам убиле не знам колку илјадници бугари фрлени во Охридското езеро и стишто, па тука во Југославија, во Македонија тоа се криело и така натаму и така, некои небулози. И пристапот каде што се релативизираат некои си постапки од времето на Втора светска војна на Бугарија, каде што во врска со Холокаустот, например, каде што имате политика во Бугарија кај од страна на политичари се истакнува само, например, спасувањето, како велат они, спасувањето на евреите, игнорирајќи го фактот за депортацијата на евреите од Грција, од териториите под окупација во Грција, во Македонија, што тогашна Југославија и во Јужна Србија, исто дел од тогашна бивша тогаш кралска Југославија. И тоа е еден школски пример на извртување на фактите за Холокаустот. И тоа е страшно, по мене е многу страшно, бидејќи Холокаустот не го изучуваме само за да се сеќаваме за злосторствата против еврејскиот народ, туку против евреите, туку го изучуваме како еден од основните принципи во градење на демократски општества. И тоа се прави од страна на Бугарија и се прави, за жал се прави во Европскиот парламент и се прави со поддршка и на некои си пратеници од ДПП, вклучително и Манфред Вебер од ЦДУ. Дали кај нас има дали кај нас во историјата сме расчистили, например, со некои ситуации од повојната, кога луѓето кои се чувствувале бугари исто така биле изложени на Венко Марковски, да речеме. Има други ситуации. Јас сега почнав да работам. Јас се смеам овдека бидејќи Боријан, аз помнеме нешто историја, Венко Марковски му е следната референција. Не може, ама не можам не можам да се начудам зашто Венко Марковски случајот не едноставно, многу е што е проблем, не гледам. Ја не сум го истражувал Венко Марковски, не сам некојаш луѓето очекуваат од историчарот да ги знае сите теми од историјата, што е невозможно речиси. Но во моментов работам на еден проект, голем проект е тој на Европски истражувачки совет, проект во кој учествуваме колеги историчари од речи сите балкански држави. И се занимавам со темата времето на социјализмот и на меѓу другото и како социјалистичка Македонија се однесува кон она што го велиме македонско иселеништво. Значи какви политики гради, зашто ги гради такви, како тие се менуваат во одредени контексти. И она што и како ги мониторира, како ги следи, како ги класифицира и така натаму. И она што е интересно да се види во 45-та, значи кога доаѓаат комунистите или националните комунисти како ги вели некои, тие може да приметите постојано како зборуваат за реакционерните сили, за ВМРО, за Ванчо Михајлов. На моменти јас например добивам печаток, иако тука со задршка е ова што го кажувам, дека постои како една параноја. И се може да влезе во ВМРО, во Ванчо Михајлов. Дури луѓе кои не се ВМРО, кои не биле Ванчо Михајлов. Зашто прашувам за Венко, дури на пример архиепископот Михаил е исто така обвинет за соработка со Ванчо Михајлов и со ВМРО. И лежи затвор и да историјата му е многу тажна потоа. Венко Марковски не е од десничарите во ВМРО. Он е јасно, он е дел од системот, значи човек кој влегува во антифашистичката борба, еден од малкуте на крајот од краиштата, кој во тоа време има некакво образование и така, значи он не е беззначаен за нашата историја. Од друга страна, ние поима немаме што уствари се случило со него и не можам да разберам зошто тоа би било некаква тајна. Има една работа многу интересна. Дека се декларирал како бугари, не знам. За жал, таа историја 45-та е многу слабо проучувана кај нас. Тоа ми е моја. Архивите се тука, архивите се отворени, нема тајни архиви, колку што ми е непознато. Дали архивот на Централниот комитет на Комунистичката партија, дали архивот на Лазар Колишевски фондот, дали да зборуваме за други институции, значи извршен совет, Народно собрание, се тоа тука кај нас и е достапно.
дури мислам неки досијата на УДБА и на ОЗНА се достапни за консултација. Единствено не знам дали се достапни аналитичките извештаи, дневните извештаи кои ги изготвувале службите, но и без нив вие може пак да видите што се случувало на тоа ниво, бидејќи тие биле само еден од алатките на Централниот комитет на партијата за спроведување на политиката која ја одредувале тие водечките комунисти. И точно ние немаме солидна истражување студија за историјата на Венко Марковски, колку што ми е познато, едно време се интересираше за него. Тој заврши историја и работи во Македонска радио телевизија, беше уредник Димир Тајковски, мислам дека он се интересираше за Венко Марковски, продуцираше дали документарен филм и нешто, но не ми е познато како заврши таа. На бранот на ова што го кажуваш, бидејќи во суштина сакам да те прашам и за историската комисија малку подоцна. Меѓутоа, помина 35 години од падот на комунизмот и за крајот на социјализмот во Македонија. За 35 години ВМРО е на власт, во тие 35 години веројатно добра половина и повеќе од тој период. Што се случува кога е ВМРО на власт по овие теми? Ајде ќе кажеш еве СДСМ, социјалдемократите. Гледај, дел од луѓето што не гледаат овдека се хардкор националисти. Јас, ти, Борјан, ние сме за нив северџани и така натаму, се е тоа ред. Коментарите се тие и така натаму, меѓутоа никогаш не успеав да разберам добро ако овие социјалдемократскиве наследници на комунизмот се лошите во македонската политичка историја, што направија ВМРО-вците додека се во тие 15 на 20 години на власт во смисла на рехабилитација на луѓе, истражување што се пропуштени, што не се направени, анализа на УДБА. Да не испадне дека анализата на УДБА ќе доведе до резултати кои што на многумина од другите не се допадат, кои се учествувал тоа и така натаму. Како ти како историчар го гледаш тоа? Има ли помеѓу твоите колеги од помладите генерации, главно се спомнуваат еден-двајца од постариве, некои веќе и не се живи, од историчариве кои што имаа продестичарски ставови во актуелна политичка смисла, ВМРО-вски. Меѓутоа, има ли некаков бран на еманципирани историчари кои што се заинтересирани да расчистат, не само Венко Марковски сега јасно. Ја го земав како една парадигма што заслужуваат да се расчистат, тоа се луѓе кои што се напатени и така натаму. Добра е СДСМ кој е на власт не ќе. Ами кога е ВМРО на власт, зошто тоа не се прави? Прво, ја, например, логата на политичарите гледам како да создадат услови во општеството да може историчарот слободно да работи, да пише без да трпи никакви последици. Кога станува збор за овие национални теми, кај нас они го викаат и за судството, ама гледаш како заврши. Да, таму е по-страшно. Кога е така, да. Но кај нас за жал темата со тоа со историјата е доста сериозен политички фактор и капитал понекогаш, нели тоа. Апсолутно. Значи, 30 години се шутка низ дневната политика. ВМРО понекогаш овака символички погласно можеби ја јава историјата, особено тоа не е назва во печатокот го добиваме по проектот Скопје 2014 кој не беше само проект да се изградат неколку згради на покрај кеот на реката Вардар, во историјата да се пронајде нов наратив, со еден историски наратив, да, кој требаше да легитимира одредени политики. И во 90-тите години има, колку што се сеќам, сега веќе покојниот Зоран Тодоровски имаше нека дебата и кавга со Блаже Ристевски, покојниот академик. Меѓу другото на него и мислев кога денеска на овие теми, колку што ми е познато, нема некоја си отворена дебата, жестока дебата, можеби како што била таа тогаш. А зошто? Тоа е добро прашање. Зошто? Ние како општество генерално немаме некоја култура на дебата. Јас и тука би го барал одговорот можеби. И тоа може да е една од причините. Второ, јас искрено кажам и не знам дали би бил среќен кога би ја видел таа дебата толку високо заедно со политичарите. Тогаш таа дебата сигурно ќе биде испрљена. Бидејќи ќе служи на политиката, нема да служи на науката. И повторно ќе биде, видете, ви реков.
Но она што можам да кажам, на пример, врз основа на некои истражувања скорешни кои ги правев, во времето на социјализмот, интересот на нашата држава, социјалистичка Македонија, кон македонското иселеништво е како да они создадат македонска, значи емиграција. Македонска како што социјалистичка Македонија и тој лидерство ја разбирала. Го разбирала македонштината и македонската национална суштина како што ни некогаш подвлекувале. И како таа иста македонско иселеништво да ја прифаќа социјалистичка Македонија, да не биде антикомунистичка и да не биде против моделот на социјализам во Југославија. И тоа продолжува и во 90-тите во почетокот. Знаете, но старите комунисти реформирани во социјалдемократскиот сојуз продолжува да го контролираат ВМРО емиграцијата, што прави И она е антибугарска и ја дефинираат како антибугарска, да. Антибугарска, така. И ја водат како антибугарска. И што се случува? ВМРО подоцна ја презема таа улога и она се представува како заштини ја користи исто така емиграција и селеништвото, кој денеска се повеќе го нарекуваме диаспора, за политички потреби, за политичка легитимизација на самиот негов режим. И имавме 3 пратеника, нели, секогаш гласа за иселеништвото, за ВМРО. ВМРО беше тоа што е бранителот на името, на знамето, на све, но кој ќе дојде нормално се си останува како што е. И тука гледаме како едноставно политиката користи и теми од историја и луѓето само за таа една легитимизација за нивното владење и нивната политичка идеологија, да кажам. И затоа уште еднаш ќе кажам, не би бил многу баш ја среќен ако таа дебата оди паралелно со политичарите, бидејќи тоа би не знам колку би довело до плод, но дефинитивно. А зашто нема меѓу вас историчарите? Потребна е дебата. Зашто нема меѓу вас историчарите? Нема што? Во дебата, во тие академски кругови. Може да се каже, да, јасно, например, конференции кога има слично. Например, може да се каже дека имаше некоја дебата, например, јас кога бев член имавме колеги кои се спротивставуваа на нашите на она што ние го кажувавме. И јас тогаш кажав сосема легитимно секој да има да став, но треба да си ги објасниме ставовите, да се аргументира. Така што тогаш можеби имаше дебата, но дебатата беше доста повлијаена поради тие политичките односи помеѓу СДСМ и ВМРО и тоа што се случуваше на релација Скопје и Софија и нормално без со помош на официјална Софија која едноставно одмагаше во самиот процес да се најде решение. По тој аспект те прашувам сега, Петар, како гледаш на своето искуство на ова членување во оваа комисија која очигледно подигна многу расправи, многу дебати и така натаму, ти ви заврши работата пред 10 месеци и така натаму. Да. Како гледаш, пред да те прашам што мислиш за што прави нова комисија состава? Како гледаш на сопственото, дали понекогаш жали што се вклучи во тоа, дали цената што ја плати со собствен мир и така натаму, или може би ме интересира што јасно, прво тоа искуство што може човек да го добие во текот на таа работа, не може да го добие во библиотека, во архив и читајќи книги дома. Тоа не може, бидејќи навистина има едно друго ниво на искуство кое мислам дека барем мене лично ми помогнало да разберам некои си работи, процеси во однос на или како расудуваат луѓе во чиј интерес е, во чиј преден план не е историјата како наука, туку историјата како политичка алатка. Од тој аспект, да, мислам дека многу помогна. Гледано 6 години, бидејќи реално комисијата на крај беше еден од проблемите помеѓу двете држави. И многу пати тогаш сме кажували во интервјуи и во пишани колумни текстови, мислења дека за да може комисијата да даде резултат, неопходно е самите политички елити да навистина сакаат таа комисија да даде резултати. Кај нас во нашиот случај од стартот политичарите влегоа, мака кажано жаргонски, со клизачи и почнаа да произведуваат разни политички документи, да утврдуваат историски вистини со кои они што се минира и користејќи комисијата за како политичка закана на патот на Македонија кон Европската унија, како и да звучи ова више смешно. Така што
многу брзо се виде дека многу тешко ќе даде комисијата некако си придонес во целиот тој процес. И поради тоа Размислуваше да се повлечеш? Да, па размислов се разбира и дури мојата одлука за повлекување година дена пред да се случи уствари крајот на мојата учество во комисијата, и тоа некои од вас го знаат лично, и моите блиски луѓе па особено го знаеа. Бидејќи сфатив дека едноставно веќе се исцрпуваат сите можности на излегување од ќорсок. Ние, согледувајќи каква е ситуацијата, на многу пати, особено при крајот, силно инсистиравме да во работата на комисијата се вклучат меѓународни експерти на Совет на Европа или на УНЕСКО, па дури можеш и на ОПСЕ, за да помогнат на луѓето, на членовите на комисијата од двете страни да усогласат заеднички прифатлива методологија на работа. Бидејќи бугарите има членовите од комисијата од Република Бугарија има еден пристап, ние имавме друг пристап, и тие два пристапи не можеа да дадат веќе резултати. Во почетокот, кога стануваше збор за препораки за учебниците, ние работевме препораки за учебници за античкиот период, каде што Република Бугарија нема некакви си политички интерес во однос на историјата кон Македонија. И тоа можеше лесно да се надмине и се надмина на начин баш како што мислевме дека треба се направат препораките. Да се препорача дека има недостатоци, дека може тука да се подобри, но не императивно мора вака. Кога дојде периодот каде што се гради више политичката митологија и редентизам на Република Бугарија во однос на Македонија, почна императивните препораки, и тука почнавме да главиме. Не можевме, обидувајќи се, правејќи некакви си напори за да се наоѓаат решенија, но се потешко одеше. И буквално и сега мислам, иако навистина не знам што се случува со комисијата, како работи, бидејќи немаме информации во јавноста. Мислам дека единствен излезе најдоброто решение всушност е таа комисија воопшто да не постои меѓу двете држави, бидејќи очигледно двете општества не се зрели да дискутираат отворено за минатото, особено за болното и контроверзно минато. Кој е, например? Кој е, например, например, Втората светска војна, например, што спомна Македонска револуционерна организација, зошто, например, некои си од револуционерите си изјасниле дека се бугари. Едноставно, двете општества не се спремни да дискутираат отворено на овие теми. Или Бугарија да прифати дека уште во 19 век почнуваат на овој простор географски да се создава идеја национална, како се рекол македонска, различна од српска, бугарска, грчка, и таа одбивност да се прифатат некои работи не може да. За нас што е тешкото да се прифати? Па не знам што би било тешко, например, за мене како историчар не е ништо тешко е да дискутираме отворено. Што е тешкото да го проголта нашата јавност, ме интересира. Па нашата јавност, ја мислам дека може се да проголта ако добро и се продаде. Ма не е за продавање. Може ќе ме викат види го што збори. Не да се продаде, туку да просто да се соочиме со некои аргументи и така натаму кои се. Па, например, не знам, дека цар Самуил не е македонец. Пример на работа дека тоа не е македонско царство, него тоа е една работа која може која треба да се сочиме. Да сватиме дека македонците не се од прадедото на Филип и на Александар, него дека сме современа нација како и сите други нации на светот. Тоа треба да го за почеток да го разбереме, дека нациите се современ феномен, дека не се вклесани во камен. Може една мала интервенција? Да. Што сакам да интервенирам, бидејќи така е, тоа е апсолутно што го кажеш е веродостојно и би требало да биде модерен пристап, меѓутоа нас ни одзема правото како модерна македонска нација, дури понекогаш и да разговараме, па историски да ги утврдуваме работите, дека од времето на Александар Македонски таа империја се простирала и на оваа географија на која ние денеска живееме. И дека толкувањата за Александар Македонски не може да бидат само грчки, исклучиви и ексклузивни, дека има некој друг право да каже нешто на страна што сега од тоа не изгледа. Да, така е, затоа денеска политика да го помакедончиме во модерен смисла Александар Македонски. Ама од друга страна грците пак инсистираат истото тоа во спротивната насока, што има вие да зборите повернено. Во тој договорот со Преспански, така Преспански договор има еден тој член 7, тој е по мене проблематичниот дел
затоа што таму влегува, двете држави влегува во толкување на историјата. И одредија, ова припаѓа наследство на Грција, ова припаѓа на овие. Не може државите да одредуваат. Значи, например, еве, многу добра работа е на Роберт Бадентер, кој нели сите го знаеме тука по нешто друго, но кој има една реакција на кога во Франција се носат закони, лоа мемориел ги викаат, мемориел на каде што криминализираат минатото, одредуваат што како, и он вели Уставот не им дал право на политичарите или на парламентот да одредуваат што е минатото. Тоа не, Уставот не им го дава тоа. Така и овдека на политичарите не им дава ниту Уставот, никој не им дава право за да може да одредуваат кој наследство кому му припаѓа. И можно е, дури јас се имам некој чувство дека можеби Бугарија гледајќи го Преспаскиот договор си рече, па ако можат, можеме и ние. Сега, дали они навистина можат или се прецениле во нивната политичка, геостратешка, економска и секаква мој, тоа ќе види време да ќе си го покаже. Но мислам дека тука е еден проблем каде што кој ќе влезат државите да прават, тука више џаби историчарите не може да помогнат тука. Добро, ова кој ќе влезат државите да прават, всушност е нешто што морам малку да го разбиеме на составни делови. Кога вече Бадентер го спомнавме, да не забораваме дека Конрад Аденауер и Шарл де Гол, кој што влегува во големиот проект за реставрација на француско-германските односи пред колку веќе 70 на години после Втората светска војна, Конрад Аденауер ќе го истераа од конзервативната партија, неговите конзервативци. Конрад Аденауер иначе има многу проблематични десничарски ставови, исклучиви и така натаму. Ние го памтиме по големите дела, ама тие што знаат подобро, особено историчарите, знаат дека неговите идеи понекогаш биле цврсто десничарски, па на граници и на некои неприфатливи ставови и така натаму, може и преку границата. Но зборот ми е, кога ќе кажат државите, немаше ништо да се случи меѓу Франција и Германија, со тоа и во центарот на Европа и со самата европска идеја, доколку такви две такви грандиозни политички појави како Де Гол и како Аденауер, со сите ризици што ги имаа, бидејќи Де Гол имаше спротивставувања во Франција во 50-тите и така натаму, Аденауер ќе го протераа од Германија, бидејќи сметаа дека тоа предавство од најголем. Може ли всушност да се направи некако помрдување без тој вид на клучни политичари кои ќе го преземат ризикот и ќе го поведат во лидерска форма? Јасно, но во случајот со Бугарија од другата страна немаше таков чекор. Еве да некој да направил председател Пендаровски веројатно имаш изјави во однос на Гоце Делчев. Секогаш тоа се гледаше од другата страна како момент, ајде се уште малце повеќе да нагасам. Никогаш јас не слушнав ниту од председателот на Република Бугарија, ниту од премиерот, ниту пак од некој си висок политичар во владата да каже да прифаќаме дека македонскиот народ има своја историска традиција и дека не е творба на Живко, на Тито или на Сталин. Тоа другата страна не го слушнаме. За да може да го има тоа што го направиле Конрад Аденауер и Шарл де Гол, мора двете страни да влезат искрено во процесот. Кај нас се потпиша договорот и двете страни не работеа на имплементација на договорот, него гледа кој како повеќе да го минира договорот. Бидејќи си историчар и бидејќи тоа е еминентно, веројатно не додека сум ја жив, се надевам дека додека си ти жив. Види, некој треба да прераскаже и целата историја околу македонско-бугарскиот договор, кој што подразбираше и низа приватни средби во кои што врвот македонски во тоа време, значи предводен од Заев, и врвот бугарски предводен од Борисов, има низа пријателски зад сцената средби, договори како да се омекнат работите, приватни вечери, ваму, таму и така натаму. Тоа е се дел од една атмосфера. Тоа дипломатијата, да. Нели и така натаму, но и тоа еден ден предпоставувам ќе биде предмет на потоа се случија неколку работи кои што ја вратија целата енергија во сосем негативна насока. Меѓутоа, гледаш ли ти, сега не те прашам само како историчар, туку како активен граѓанин на Македонија, гледаш ли тој калибар на политичари во Македонија, да не збориме за Македонија? Не, ја мислам дека што можеле да мрднат работата од мртва точка. Не знам, политиката не ми е многу да постои некоја силна страна, но она што се гледа според изјавите и не постои во моментов очигледно ниту расположение некој да ги решава овие проблеми. Очигледно можеби на двете страни им одговара овака.
Ако е така, тоа е лошо, повторно ќе кажам, за граѓаните на двете држави. По мене политичарите се тука за да ги решаваат проблемите на граѓаните, не да ги замрзнуваат. Една од темите за бугарите е бугарофобијата во Македонија. Па Која е генезата на таа приказка? Постои бугарофобијата, таа е од времето на Југославија, се разбира дека постои, но и таа е сите знаеме кога ќе кажеш бугарски кош, не знам, бугар еден, што се навредливи беа термини, нели, за да се покаже нешто како со помала вредност и така натаму, и да не навегам. И тоа не е во ред, се разбира. Но причините за тоа се повеќе стојни, се разбира. Тоа е дел од самата политика Југославија, нашите односи, тоа е резултат на тој спор символички, историографско-политички спор кој го има Југославија, односно Македонија со Република Бугарија, кој ден денес постои. И таа бугарофобија е тука може да се види на повеќе нивоа. Имаш еднаш кога се сеќавам 2004 или 2005 кога имаше идеја, мислам дека беше владата на Бучковски, да се обноват војните гробишта, бугарските војни гробишта во Ново село. И тие војни гробишта тогаш се дигна голема галама како тоа да се обновуваат, така натаму. Видите, и нема проблем да се обноват тие гробишта, доколку тие служат како место да се одаде почит на луѓето кои загинали, кои се жртви на едни националистички политики кои довеле до сериозни економски уништувања, човечки жртви и така натаму, да не редиме. Но истовремено ние забораваме дека ние секоја година нашите представници на владата одат на француските гробишта војни, така одат на германските војни гробишта. А дури одели на српските војни гробишта. Тоа сега те праша, Петар. И видите, и на британските војни гробишта во автокоманда. И при тоа никогаш немало некакви такви силни коментари, иако тие војски, британска, германска дали била или француска војска, повторно биле во употреба на тие мали империализми и национализми на балканските народи кои се на штета на нас и на македонскиот народ, така? Да. И тука може да се види една селективност и еден проблем во тој пристап. Но за да може тоа да се надминува, неопходно е таа друга страна да има поинакви пораки да се праќаат. А не постојано со истата мантра. Тито, Сталин, вештачка нација, не знам вака. Едноставно не помага и не знам како може да помогне. И оно што уште не можам повеќе да го разберам е кога велат во Македонија се повеќе се вртат кон Вучич, кон Белград. Едноставно буквално политиката на Софија во последните они буквално ја бута Македонија кон Вучич и сега се жала зашто е Македонија кон Вучич. Тоа не може, и затоа велам на почетокот кога спомнав дека не може да контрадикторни се тие некои нивни постапки во однос на она што го декларираат како цел. Да, те прашам, Љупчо Ѓоргиевски го гледам деновиве редовно на Facebook со таа тема се бави, инаку интересно ми е тоа овие ВМРО-вци од 90-тите кои инаку беа по-флексибилни во однос на односите со Бугарија, дури тогаш беше СДС беше тој кој ја носеше бугарофобијата, да речеме. Ги викаат овие новото ВМРО Валјево, тоа вие важда некоја српска провинција. И Љупчо има таа теза дека што и да направат србите во Македонија кон нас, колку и да е тоа националистички, колку и да е патерналистички во однос на Македонија, дека кај нас никој не реагира. Од Бугарија што и да дојде, што и да се каже, хистерија. Која е таа врска? Ја мислам дека има во повеќе наврати бил Љупчо во право кога тоа го зборува. Да, ама знаете, има една друга работа, па исто така би дополнил овде дека од Бугарија па секогаш доаѓаат, не знам, типот Костадин Костадинов, некои си такви ултранационалисти, знаете, ретко доаѓаат гласови на разумот. Исто и тоа треба да се спомне кога станува збор за Бугарија. А ова со Србија, не знам таа приврзаност, но тоа треба навистина да се проучува, но тоа не е нешто ново, бидејќи
крајот на 80-тите, јас сум дете, јас не се сеќам, но од тоа што може да се прочитат и од весници, ама и од разговор со постарите луѓе, Милошевиќ овдека бил многу омилена личност. Да, за жал тоа го паметиме Да. е Сашо. Сега, моја една хипотеза може да е македонците во Србите гледаат пријател за нивниот заеднички непријател, а тоа се албанците. Тоа е исто интересна тема која сакам да те прашам. И тука може би да гледаат они како е овој брат утре ќе не заштити во нашиот непријател албанците, со кого овдека е прашањето не е за дали има македонци или нема македонци, него дали има простор на кој ќе живеат или нема да живеат, на простор на кој ќе живеат македонците. Така што можда е да е една од причините зашто толку лесно паѓаме во прегратките на српската политичка елита, особено кај политичари кои јаваат на тој српски национализам во однос на албанците, бидејќи јас колку што знам македонски националисти многу не беа весели и среќни од Џинџич и неговата политика не тогаш. Но еве со Вучич и со Милошевиќ примерите покажуваат дека гледаме во нив некаква си сојузништво, ајде да кажеме. Љупчо пишува денове за тој Валандовски покој, така наречен. Тоа е една епизода каде што турци комитите веројатно се убиени од Која година? Тоа не знам за која година станува збор, но Валандовскиот покој само име и наративот на српските говорници сугерира дека ВМРО и македонскиот народ, односно во заграда бугарските терористи во нивните говори на србите околу Валандовско-Гевгелискиот струмичкиот регион се геноцидни. Да, сега геноцидни, не знам за терминот, но видете, она што е меѓу двете војни, што прави српската жандармерија овдека, има објаснување зошто кога влегуваат бугарските војски се пречекуваат така со расширени раци во некои градови ги како не ги гледат, не знам дали се како ослободители, ама дефинитивно ги гледаат како подобра варијанта од колку српска жандармерија. И таа српска жандармерија има истражувања и што се правела таа српска жандармерија во Македонија, особено во источна Македонија, каде што биле активни тие чети на ВМРО на Тодор Александров. И постари луѓе, ја што сум слушал сега вака на историчарите сакаат интервју да прават, не се само со документи не се расправате, постари луѓе кои се сеќаваат на тоа време, немаат пријатни сеќавања за српската жандармерија. И за тоа и еден од наративите на комунистите кога доаѓаат на власт е тоа дека нема веќе овдека Србија, дека се наши луѓе. Сега сме ние тука тие кои ќе градат Македонија, нема да биде Белград, нема да биде Србија. Сега што се случи после во тек на време, тоа како се менуваат и наративи, ствари кажува колку историјата повеќе зборува за нас самите, за нашето време во кој живееме, отколку за самото минато. Дека да е толку под влијание на тоа што се случува на политичко ниво, да буквално ни го формува и тоа како се сеќаваме или не се сеќаваме за нешто од минатото. Ја спомна албанофобијата, која постои. Тука да не се лажем. По мене не ја разбрав. Но јас потекнувам од Преспа и знам дека таму имаат историја на заедничко живење која е Владо Поповски професорот често зборувал и пишувал на таа тема. Во историјата тие односи меѓу македонците и албанците, како оделе? И од каде овој сега да речеме антагонизам во тие? Има една колешка кај нас во институтот, она се занимава со тема односите. Односите меѓу македонците и албанците во минатото треба да ги гледаме како односи меѓу христијани и муслимани истовремено, бидејќи овдека мнозинството на она што се албанци се муслимани, со мал исклучок, нели, така наречените шкрети. И треба да се гледат и с таа призма. Тие односи и таа нетрпеливост на верска основа постоела во Османлиската империја, таа не може да ја игнорираме. И има примери каде што и чети во време на Илинденското востание, чети на револуционарната организација на ТМОР тогаш, како се нарекувало, буквално прават масакри на села со албанци. Тоа е буквално чеда на Васил Чекаларов, на кого му е изграден споменик спроти католичката црква. Значи има случаи на таква, но има и случаи на соработка. И како ви кажам,
за да се разбера тие, но ја барем во изворите повеќе читам за примери на насилство, на нетрпеливост, отколку за примери соработка. Тоа што ние можеби го гледаме на ниво на село е таа нека солидарност локална, каде што луѓето имаат потреба каде што едноставно едни од други зависат и мора да си соработуваат. Комшија со комшија, што би се рекло. Но не знам примерот во Маврово со Хаса со албанските националисти Втора светска војна и некои други примери. Но ете има примери на таа политичка соработка. Не соработка на помеѓу ВМРО и не знам Хасан Приштина или не знам си кој. Но има една работа. Едно е кога зборуваме за политичка соработка. Значи зборуваме за соработка на неколку луѓе, политичари и тоа не може да го Си свира, Владо Поповски вели дека македонското национално движење имало подршка од албанското национално движење. Окей, борете тоа, ама тоа е поддршка на политичко ниво, а после што се случи на ниво на обичниот народ, на обичните луѓе, па како тоа се рефлектира во моменти на криза, на војни, па каде што настапуваат радикалните елементи, па почнуваат масакри, убиства од една или од друга страна, тоа е веќе друга работа. Затоа велам, тие се многу сложени односи. Не треба да ги идеализираме и не треба да влегуваме во стапица на окей, ние сме уствари пријатели, па имаме еден друг заеднички непријател, тоа ни се србите. Да не влеземе во обратната стапица. Значи, за мене поважно е да разберам какви се односите, поради што настанувале такви непријатни, да кажам, случаи од минатото. Колку случаи во клише, за да не се повторат, само за да направиш подобри односи, за да не повторно некои идни генерации бидат жртви на моменти кога светот ќе реши да се врти наопачки, па ќе настапат радикалните елементи. Расправано. Дали ние учиме од грешките од историјата? Ама тоа ја мислам, че човекот генерално не учи. Да. Мислам, американците не учеле од Трамп од некои грешките. Не, мислам, да, историјата така се предвидува, нели, да сака се представува дека учиме тоа на животот за да учиме од грешките, но човекот по историјата на човештвото покажа дека очигледно не е, него влегува во некои циклични. Да. Мислам дека е ова вистински момент, бидејќи почнавме од прилика со Вучич, завршуваме со Трамп, а мислам дека веќе нема што да додадеме. Да, може. И историјата и мината е овакво, тоа е Трамп. Да, и идеме во Периметар. Идеме на Марс. Па добро, Петар, доста помина, колку повеќе од еден сат разговара, веројатно интересно на овие теми да разговара. Да. Има уште прашања, нека што интересира. Да не правиме мега интервју, да. Сашо да му се заблагодариме на гостинот и да се одјавиме. Јас веќе го сторив тоа, Петар, благодарам. Ништо, благодарам и на вас. И повторно, бидејќи овие теми никогаш не се исцрпуваат. Да, имаме млад татко со обрски дома, бебе го плаче дома. Петар, ти благодарам што беше гостин. Почитувани гледачи, ви благодарам и на вас за вниманието и се гледаме наредниот петок.